Гледате Дневник со Сузана Фиданска-Стоевска. Добар ден во првиот дневник на македонската телевизија, во најавата на станите во фокусот на денот. Партиите се уште се надмудруваат, поместување на позициите околу изборниот законник нема. Власта ја чека опозицијата да се договори, велики прифатиме, но диаспората мора да гласа. СДСМ го спори моделот, обвинува за можни изборни злоупотреби. Во студентските домови ќе може да се сместуваат само помлади од 30 години. Построги правила и санкции со предлог новите законски корекции, забрани за пристој на лица до 5 години и за внесување алкохол. Се стига обрачот околу лизинг компаниите, засилени инспекциски и регулаторен надзор, по високи казни во видува државата за поголема заштита на граѓаните и компаниите. Блискиот исток се бори со нова ескалација. По погребот на иранскиот врховен лидер Хамнеи, нов обид за засилување на дипломатските напори со посредство на Катар и Пакистан за намалување на тензиите меѓу Техеран и Вашингтон. Останете со нас, гледате Дневник на МТВ. Партиите се уште се надмудруваат околу изборниот законник. Поместување од позициите нема. Рокот за носење на законите од реформската агенда истекува в среда. Премиерот Мицковски го потвори ставот дека владата ќе прифати решение за кое ќе се договорат партиите од опозицијата. За СДСМ спорен е моделот на гласање на диаспората. Левица најави дека ќе ги покани на средба да се најде решение.